Здраво, здраво! Следува ново видео, учиме германски со Левел од книгата Шрите. Ова е видео повторно од тема 2 или лекција 2. Тука ќе ги сретнеме изразите како да кажете како си, брачна состојба и каде живеете. На самиот почеток ќе веќе ги гледате следовите од минатиот час, деа фата, деа бруда, деа зон, ди мута, ди швеста, ди тохта, тоа е мало подсетување. Забележав дека убаво е тоа да се подсети од минатиот час и знаете самите деа фата беше татко, деа зон син, ди мута мајка, деа тохта ќерка. Тука ги имавме и деа бруда и ди швеста, брат и сестра, заедно се викаат ди гешвиста, браќа и сестри. Das Kind беше дете, das Kinder деца. Деа зон син и ди тохта ќерка. Во ова видео ќе научиме како да прашате некого како е. Ви гец, тоа е некоја скратена форма, или ви гец es тија. Одговорот би бил es geht, што значи така и така, или оди некако. Nicht so gut, не многу добро. Ви гет es дија и ви гет се користат за неформален говор. И тука имаме одговор зупа. Супер. Ви гет es Ihnen се користи за учтива форма како сте вие. Одговорот би бил Danke sehr gut, благодарам многу добро. И еве тука ги имате дадено на овата лупче одделено прашањата и одговорите. Ви гетс. Ви гет es dir. Vi geht es Ihnen. Значи имаме ви geht es dir како си ти и ви geht es Ihnen како сте вие. Одговорите ги имаме es geht, оди, nicht so gut, super, danke, sehr gut. Wo sind Sie geboren? Каде сте вие родени? Ich bin in Veles geboren. Јас сум во Велес роден или родена. Ich bin in Veles geboren. Уште еднаш прашањето, каде сте ви родени е Wo sind Sie geboren? Се сеќавате, во значи каде. Иако во некои од лекциите ќе имаме повторно прашални зборчиња. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Колку стар или стара сте ви или колку имате години? Тоа е за учтива форма. Wie alt bist du? Колку стар си ти? Wie alt bist du? И одговорот бил колку години има Ich bin. Во овој случај е дадено 26 години стар или стара. Ich bin 26 Jahre alt. Јас сум 26 години стар. Идеме понатаму со зборови. Тука во оваа лекција ги имаме и кум, кума. Деа пате, кум. Ди патин, кума. За кум и кума имаат уште два збора. Деа гефата, кум, деа гефата, ди гефетерин, кума. Тука го среќавате умладот а со две точки, се чита како е ди гефетерин, кума. Роднина е ди феаванте, роднина, ди феаванте. Деа кузин, братучет, ди кузине, братучетка. И ги имаме деа нахбар, сосед, ди нахбарин, соседка. Со нас учењето германски е полесно. Онлайн часови, видеа на YouTube, скрипта прилагодена за вашите почетнички потреби. Освен зборови и реченици на германски јазик, добивате и превод на истите,
и како се читаат напишено со кирилица. Доколку сте заинтересирани, нашата скрипта можете да ја порачате на линкот кој што го имате во описот на ова видео. Лело едукативен центар. Одиме понатаму. брак. Der Ehemann, Sopruг. Die Ehefrau, Sopruga. Свадба на германски е die Hochzeit. Die Hochzeit, свадба. Der Bräutigam, младоженец. Der Bräutigam. Невеста е die Braut. Невеста. Die Braut. Брачна состојба. Der Lebensstand. Der Lebensstand. Венчан или венчана. Verheiratet. Verheiratet. Слободен. Ledig. Слободен. Verlobt. Верен или верна. Geschieden. Разведен, разведена. Geschieden. In einer Beziehung. Во врска. In einer Beziehung. Тука ајна е неопределен член, меѓутоа за тоа во моментот не е време. Verwitwet, вдовец или вдовица. Verwitwet. И тоа беа зборовите кои што беа предвидени за оваа лекција. Тука на овие слайдови имате зборови од минатата лекција кои што малку ќе ве потсетат на тие зборови. Се надевам дека оваа лекција ви беше доволна за денеска, не беше премногу за учење, дека ги совладате лесно овие материјали. На крај мало подсетување, зачленете се на нашиот канал Level Center и добивајте известување за нашите нови видеа. Ние постојано подготвуваме нови видеа, овој серијал ќе биде за видеа посветени на книгата Шрите. Ги обработивме првата тема, ја почнавме втората тема, ќе следува уште една лекција од втората тема и понатаму ќе продолжиме се до крајот на книгата Шрите 1. Ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. Чус!